Добар ден, драги ученици! Денешната лекција е наменета за учениците од 7 одделение. За подобра реализација на лекцијата потребни ви се лист хартија и пенкало за да ги запишете побитните елементи од лекцијата, односно дефинициите и табелите кои што се содржани во лекцијата. Доколку презентирањето течи побрзо од времето кое што ви е потребно за да запишете, слободно стопирајте презентацијата и потоа повторно продолжете понатаму. Насловот на денешната лекција е логички изрази како услов во условните блокови. Таблиците на вистинитост се применуваат во пресметувањето на вредностите на логичките изрази како ефективен начин кој што понекогаш е познат како проблем на одлучување. Логичкиот израз е или атомска формула, логичка константа, логичка променлива или пак логичка функција. Денес ќе се запознаеме со неколку логички изрази кои што ќе ги користиме во иднина. Логичка негација. Негацијата е операција на денна логичка вредност, обично вредност на исказ, кој има вредност точно ако е невистинит и неточно ако е вистинит. Таблицата на вистинитост е следната. Ако исказот бил точен, со користење на негацијата тој станува неточен. Или пак, ако исказот бил неточен, со користење на негацијата тој станува точен. Табелите на вистинитост, кои што ќе ги сретнеме денес во лекцијата, може да се најдат на повеќе запишани начини. Пример, таблиците можат да бидат запишани со бинарните броеви 0 и 1, тоа значи дека во случајов првиот исказ ако бил 1, односно точен, со негацијата тој станува 0 и е неточен. Или пак, ако исказот бил 0, со негацијата станува 1, односно од неточно преминува во точно. Друг начин како можете да ги сретнете таблиците е тие да бидат запишани со вистина и невистина. Логичка конјункција и логичката конјункција е операција на двете логички вредности, односно вредност на исказ кој има вредност точно само ако и двата искази се вистинити. Таблицата на вистинитост за ППОК е следната. Ако првиот исказ е точен и вториот исказ е точен, исказот е вистинит. Ако првиот исказ е точен, вториот исказ не е точен, исказот е невистинит. Ако првиот исказ не е точен, вториот исказ е точен, исказот е невистинит. Ако првиот исказ не е точен и вториот исказ не е точен, исказот не е вистинит. Да видиме како функционира тоа со пример од секојдневниот живот. Ако имам пари и продавницата е отворена, ќе купам портокали. Значи, мора да имаме пари
и продавницата да биде отворена за да купиме портокали. Во вториот ред имаме пари, но продавницата е затворена. Нема да купиме портокали. Во третиот ред немаме пари. Продавницата е отворена. Нема да купиме портокали. Немаме ни пари, ни пак продавницата е отворена. Нема да купиме портокали. Значи, доколку и двата искази се вистинити, тогаш конјункцијата е точна. Ако барем еден од исказите не е вистинит, тогаш конјункцијата не е точна. Логичка дисјункција или логичката дисјункција е операција на две логички вредности, обично вредност на исказ, која има вредност неточно, ако и само ако и двата искази се невистинити. Таблицата на вистинитост за P плюс Q е следната. Ако првиот исказ е точен или вториот исказ е точен, исказот е вистинит. Ако првиот исказ е точен или вториот исказ не е точен, исказот е вистинит. Ако првиот исказ не е точен, вториот исказ е точен, исказот е вистинит. Ако првиот исказ не е точен или вториот исказ не е точен, исказот не е вистинит. Да видиме како функционира со пример од секојдневниот живот. Ако одам на пазар или ако одам во продавница, ќе купам портокали. Ако одам на пазар или не одам на продавница, ќе купам портокали. Ако не одам во продавница или ако одам на пазар, ќе купам портокали. Ако не одам на продавница или ако не одам на пазар, нема да купам портокали. Значи, дисјункцијата ни е точна ако барем еден од исказите е вистинит. Во случајов и двата искази се точни, тогаш дисјункцијата е вистина, или барем еден од исказите е точен, дисјункцијата ни е вистинита. Во сите други случаи, односно ако и во првиот и во вториот случај, двата случаи се неточни, тогаш дисјункцијата ни е невистинита. Ви благодарам за вниманието.